Адвокатскиот тим на лидерот на опозицијата Зоран Заев денеска на рочиштето за подкуп побара јавниот обвинител во овој случај Владимир Милошевски да се изземе од случајот. Пред повеќе од една година тие поднеле кривична пријава против Милошевски до специјалното јавно обвинителство и оттаму имаат известување дека се постапува по предметот. Одбраната бара додека СЈО не се произнесе за делата да се стопира постапката за случајот подкуп. Милошевски се товари за злосторничко здружување, злоупотреба на посебни истражни мерки, повреда на правото на одбрана и недоставување на списите за преземени мерки. Управниот суд денеска ќе одржи седница на која ќе ја разгледа тужбата од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН на предвремените парламентарни избори на 11 декември, која се однесува на решението на Државната изборна комисија за прифатениот приговор на БЕСА. Управниот суд синоќ ја заврши расправата по две тужби поднесени од коалицијата предводена од СДСМ за решенијата на ДИК за приговорите за предвремените парламентарни избори на 11 декември, а треба да разгледа уште две тужби поднесени од оваа партија. Германската полиција соопшти дека синоќешниот напад на Божикниот Панаѓур во Берлин, во која животот го загубија 12 лица, е терористички напад што го извршил напаѓач, бегалец, кој во Германија пристигнал преку балканската рута. Полицијата во текот на ноќта сослушала едно лице осомничено за нападот. Германската канцеларка Ангела Меркел е шокирана и во длабока тага по нападот, а во реакцијата истакнува дека за германските власти ова е терористички напад, но дека Германија не сака да живее во страв.